Почитувани земјоделски производители, почитувани гледачи, добре дојдовте. Ново издание на Агроспектар, прво во новата 2026. Да посакаме берикетна година за сите земјоделски производители, добар род и секако квалитетни приноси. Меѓутоа, она што се случува со времето, повеќе на повидок е дека се пресликува претходната година. Имаме температури кои што не одговараат за овој период од годината. Немаме врнежи кои што треба да ја задоволат влагата во почвата, да акумулираат вода во вештачките акумулации, која потоа во летните месеци ќе се користи за наводнување на земјоделските површини. Се на се имаме една слична година како минатата, кога врнежите од снег отсуствуваат, а исто така отсуствуваат и врнежите од дожд. За разлика од кај нас, веќе во соседните држави имаме значителни врнежи од снег, имаме минусни температури и врнежи екстремни од дожд. Значи, климатските промени и како се одразуваат во секојдневието и во се она што значи живот на населението. Исто така, во најавата ќе напоменам дека Македонија ќе донесе закон кој што строго го забранува пушењето на цигари. Од друга страна, државата одвојува големи пари од буџетот за субвенционирање на тутунот. Каде е логиката во сето ова, останува да покаже времето и дали воопшто има здрава логика во сето тоа. Да се субвенционира тутунот, кој што од друга страна се тврди дека е драстично штетен по здравието, го уништува здравието и се носи закон за забрана од пушење. Меѓутоа, како многу работи што не се логични во државата, така и ова ќе помине и нема на никој ништо да му се случи. Аграрот пропаѓа. Дали ова 2026 ќе биде полоша од 2025, ќе сумираме на крајот од годината. Дали ќе се пласираат производите кои што ќе се произведат, а значително е намалено производството, секоја година опаѓа, исто така ќе сумираме кон крајот на оваа година. И повеќе од 3 децении сумираме негативни состојби во аграрот. Аграрот тоне, пропаѓа, земјоделецот се откажува од земјоделските површини, бидејќи вели неисплатливо е да се бори со секојдневието, со климатските промени, а на крајот да не добие ништо за производот кој го произвел. Се на се, македонскиот аграр е во хаос, иако политиката 3 децении кажува дека македонското земјоделство се развива, се унапредува, површините растат, меѓутоа тоа по се изгледа е само статистика на хартија, а не нешто што се случува во реалноста. Започнуваме со Агроспектар. Професор доктор Исто Лучков, добро ми дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Јас морам, како и вас, пред нас е, бидејќи е прва емисија, пред нас е 2026 година, искрена желба ми е она што го вложува земјоделската фамилија, да 2026 биде берикетна, со добри приноси и резултати и да биде следена од нашите политиканти како и на кој начин да се овозможат услови за аграрот да дојде во центарот на вниманието, значи да биде стожер за државата по однос на сите оние аномалии кои досега цели 30 години ги имаме. Вие дадовте една увертира која е точно вистинска слика на голем број нелогичности. И јас на тие години, со таа возраст, знаејќи што е тоа субвенционирање, значи се субвенционира нешто што е од интерес на народот, а се субвенционира тутунот, од друга страна се носи закон, ригорозен закон, дека е штетен по здравието кај луѓето. Зошто не се субвенционираат оние хранливи состојки во еден домат, во една краставица, во една пиперка, во една зелка, во грозието и така натаму, кој е на еден начин основа за екзистенција на човечкиот род. Или други субвенции што се дават во земјоделието, јас ги оправдувам. Но вие рековте една чиста вистина, дека субвенции добиваат земјоделските производители за тутунот, а од друга страна се носат ригорозни закони и ќе се створи голема конфузија
и голема недообјаснетост по однос на тоа дека се субвенционира да се зголеми производството на тутунот. А од друга страна се дава забрана за пушење на тутунот. Тоа се навистина нелогични работи и оние законодавци што ги носат тие прописи и тие смерници, тоа е штета за државата. Инус по однос на она што вие сето тоа што го рековте за земјоделието на вистина, еве јас видов тука еден плагијат, да го кажам, по однос на развојот на државата од 2024, 40 година. Верувајте, кога имаше исказ за тоа, ги чекав еден пасос да дојде за земјоделието, дека земјоделието е единствениот ресурс што Република Македонија го има, да му посвети внимание, да ги претопиме оние 274 дена од топлина и од сонце што ги имаме, со типот на земја, да бидеме најдобар производител на храна во Европа. И Европската заедница да каже да за Република Македонија има место во Европската заедница, тоа што од неа се извезува толкови количини на храна што беше во свое време кога беше Македонија во склоп на бивша Југославија. Сега вие рековте една голема вистина. Производните површини се рапидно намалени, населението преку 50-60% што произведуваше храна во оние рурални места од селата, еве Струмичко, често пати го спомнувам, 74 села кои има големо производство на храна. За сточарството па и да не зборуваме. Тоа е на нула. Речи се и го нема. Точно така. И сега ние наместо да најдеме начин како тоа што е останато од онаа нечесна приватизација од Црвенковски, таа пихтијаста форма, како да се обедини земјоделието, да се створи еден производен целосен циклус на храна за европскиот пазар. Диоми за нас. Ние, верувајте, ако така продолжи со земјоделието, со таа маргинализација што е евидентна, јас ја констатирам од многу нешта, ќе видите дека ние ќе бидеме увозници на храна. А се декларираме како аграрна земја. И затоа луѓето што не водеа и што не водат, треба тврсто да размислат. Со аграрот треба сосема друга целосна ревизија да се направи оние производни површини, квалитетни површини, експозиции и така натаму, да се обединат и да ствараат храна која е интересна за европскиот пазар, а не да се субвенционира тутунот, а од друга страна истата таа влада вика има забрани за пушење на тутунот. Тука е тоа тотално нејасно кај луѓето. Ако нешто забраниш, не го субвенционирај. Таквите нелоги постојат и постоеле, но се надевам дека во 2026 година прво времето да биде со нас како фактор број 1. А и времето не е. Времето со години имаме пак престекување, како што рековте, на минатата година. Сега 14 степени, 20 степени ова недела и ќе имаме пак изгледа подлажување на вегетацијата, тргнување на вегетацијата и во март или април пак имаме температури под нула и пак имаме губиток на кајсија, на праска и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, ова се случува неколку години, а државата нема стратегија кои сорти да се заменат, бидејќи имаме промена на климата. Дали постојат такви сорти кои ќе одговараат на новите состојби во климатологијата? Едноставно, земјоделците се оставени сами на себе. Еве слушаме деновиве се исплаќаат штети за мрзовите, за градот, а никогаш не се превенираат тие состојби. Да, тоа е точно. И вистина е дека ние, доколку така продолжиме, со едно маргинализирање на земјоделието, ние ќе имаме многу лоши денови, бидејќи ако бидеме целосно увозници на храна, а сме со услови кои ги посакува и Холандија, сите западни земји. Просто сум
целосно разочаран по однос на тоа да од самото самостојување, значи секоја власт кога дојде за земјоделието, устато збори дека тоа е излезот на Македонија за да не биде зависен од за храна. Меѓутоа тоа е само во изборната Тоа е кампања. само на изборните периоди, после тоа земјоделието и, пазете сега, селото е целосно деморализирано. Имаме нагло одселување на населението од селото, каде што е со своји површини, наместо да биде мотивиран да произведува храна, која ќе му биде откупена за одредена цена, со која ќе биде обврзан да произведува. Тоа воопшто не постои. И постојат поедини такви трговци, каде што ќе му каже на неколку фамилии, произведете го тоа, јас ќе ви го земам, а тој си остварува своји профити. Значи, со еден збор на земјоделието мора да му се посвети поголемо внимание по однос на производниот процес и таа ревизија на приватизацијата е неминовна, бидејќи големи плодни површини се наоѓаат во поединци каде што не се обработуваат. Пред 2-3 дена имаше некоја сондажа на мисле, не знам колку илјади хектари, воопшто не се одгледува ништо, а некои од фирмите, дали е тоа Каммаркет, дали е друг трет пет, зимат субвенции за таквите ниви. Тоа е навистина разочарувачко и млади луѓе што имаат наместо мотив, тие имаат целосно разочарување, аверзија према тоа. Професоре, јас ако седнам да произведувам, вика, а никој не ме ни праша, каде ќе одам? Што вели долгорочната прогноза? Ќе имаме ли барем до крај на зимата вистински зимски амбиент со врнежи од снег, со дожд, температури кои што се пригодни за зимскиот период? Последната емисија кога имавме, јас бев голем оптимиста, и тогаш имавме врнежи. Да, имаше и посериозни најави за најави, околу празниците. Јас имам поведување, викам, до 22 март сме ние зима. До тогаш ќе имаме врнежи од дожд. Ова што сега се случи, што не скокна, тој снег, тој бран, имаше многу добар бран. Јас очекував 20-25 сантима снег во Струмица. Заврна еден ситен дожд, облакот отиде снегот во неповрат и ние имаме пак исти денови такви, со температури и сончев ден цел ден, како минатата година. Мене ме плаши тоа, но сепак сум оптимиста, бидејќи сме тек почетокот, 15-тиот ден од оваа година. Со ден 9:25 минути е сега, значи пораснат е веќе денот, но расте за 2 минути секој ден. И до 22 март јас имам едно мое лично убедување, иако имавме негде врнежи на западниот дел од државата, и снег имавме на шапка 30 сантима. Да, и во Србија има, меѓутоа немаме во голем дел од државата. Но Струмичкиот, Гевгелискиот регион му е потребно уште вода. Иако хидролошката состојба, еве најновото сознание мое, е многу видно подобрена за разлика од тоа што беше. Бидејќи сите брани, минатата година знаевме што имаме, сите брани беа под техничкиот минимум. А сега грото од браните се веќе над техничкиот минимум, Охрид 23 сантима преспат и реков, Дојран и така натаму, има веќе зголемена количина на вода. Но, поради долгосушниот период што беше, дожд се уште треба, бидејќи сме зима. И јас верувам дека до крајот на март ќе имаме уште врнежи и такви пријатни моменти со дожд и снег. Зимски амбиент, така. Што се случува во градинарството? Градинарите се активни во овој период, кога другите на некој начин привидно одмараат. Искрен ќе видам, ова недел имав така потерен од прегледи. Народот
тој што останал да произведува. Банско веќе пиперката е до крајот на месецот ние веќе ќе имаме јута пиперка од оваа година. Бидејќи гледате и сами кои денови имаме, они имаат топла вода и производството е извонредно. Таа недела видов еден убав феномен. Сите пластеници, оние импровизирани пластеници ги прават за зелка, преку 80-90% се припремени, обработени и се чека ден на расадување. И сега овие денови веќе расадуваат и ќе го покриват со агрил. Целта е таа мотивација што ја дава трговската сфера да ден порано се излезе на пазарот. Зелката тогаш има 30, 40 и до 50 денари по кило. Сите сакаат на рано производство. И јас кога зборам, а и целта на денешната тема е за подобрување на пластеничкото производство, начинот како да се искористаат овие периоди под пластеникот, сега да влезете во тој период на ручек, температурата е 30 до 35. Мора да дава луфта производител. Значи сонцето е веќе ојачано. Со еден збор, тоа нека биде и еден патоказ каде треба се усмери Македонија по однос на тоа вие што зборевте, адаптирање према постоеќите услови. Бидејќи таа тектонска промена која е евидентна со микроклиматски разлики е веќе во Република Македонија со 2-3 години ние веќе немаме снег. Не имаме подлажување на вегетацијата и сето тоа. И тоа што рекоте селекционерите за интродукција на сорти што покасно ќе цветат, за да може да се избегне тој период на ниски температури. Но сето тоа е умешност на науката. А ние во повеќе наврати збориме колку науката учествува во производството на храна. Толку колку што државата вложува за нејзино учество. 0%. Значи, јас не знам, сигурно близко е денот кога ќе се роди од мајка роден визионер дека за земјоделието во Република Македонија со една успешна визија, сплотување и искористување максимално на ресурсот што го имаме, пак ќе кажем сонцето и типот на почва, водите и производителот, кој вели ќе спијам под пластеникот само да ми биде гарантиран откупот и цената. цена. Сето тоа треба да го препознаат. Прво, онаа екипа која ја води државата, а не за земјоделие да нема ниту еден збор. За авиони, за шини, за што ли уште не... Вештачка интелигенција. Вештачки интелигенции, демек за се имат и средства. Кога дојде за земјоделието, ќе се субвенционира тутунот, а ќе се демотивира производителот на градинарски производи. Или грозјето ќе се земе пошто-пото и ред други работи. Тоа се се аномалии кои што обстојуваат повеќе од 3 децени. Да, 3 децени. Изгубен, значи со распаѓањето на Југославија, се изгуби системот на вредности кој во Македонија е точно евидентиран како еден од најголемите штетни фактори за обстојба на државата. И ние постепено, сигурно, ја губиме и државноста по однос на тоа, наместо да имаме како еден свој белек, како производители на храна, ние земјоделието точно гледам сега најубави површини, пак некој ги прекрасил законите, а забрана е на првокласна земја да се дадат за фотоволтаици, за овие индустријски зони, се даваат површини во Струмичко. Јас искрено ја повикам телевизијата, најплодните земјишта направена индустријска зона. Индустријска зона се планира на 6-та класа земја, која не раѓа. А таа земја која раѓа, која еве во свое време шведска компанија дојде целиот прас до тогаш кога дојдова
до 40-та година, вика, ние сите количини на праски ги откупиме, бидејќи тие нутритивни вредности што ги има празот, за Шведска се вика големо богатство. И наместо тоа се растори, тие површини сега се изградени во гаражи, во магазински, откупни пунктови. Тоа е безредието, тоа е непочитување на оние државни стратешки амбиции да ние бидеме навистина земја производител на храна. Бидејќи тоа ни е единствениот дар што ни го дал Господ. И сега наместо него ние, како што рековте, и вештачки интелигенции, и пруги, и авиони, и што ли уште не, се аби буџетот, а кога дојде земјоделието, наместо таа пихтијаста форма сега што ја имаме, како што реков пред малку, каде што имаме едно ненормално приватизирање, нечестно, да се направи ревизија, да се поново организираат тие плодни површини и има производители што сака да произведуваат храна, да се даде и да тргне Македонија кој ден посветол пат, каде што земјите од Европска Унија ќе кажат да, Македонија е производител, како што е производител на добро грозје и познато во Европа, ние немаме проблем да и други култури одгледуваме во Струмичко, во Гевгелиско, во Светениколско, во Битолско и така натаму. Но за тоа треба да има визија, стратегија каде ќе се движи. Подолга стратегија за развој на аграрот. Така. На тоа многу слабо се размисля. Принципи при подигање на пластеници. Тема во ова издание на Агроспектар. Во Република Македонија еден од значајните сегменти во тој производен процес е точно пластеничкото производство, за кое често збориме и често даваме одредени препораки како ние она што Господ ни го дал по однос на 274 светлосни дена, тип на почва многу поволен, вода и така натаму, да ние го искористиме оној благодет природен, да во пластеничкото производство посветиме поголемо внимание со зголемување на површините, со техничко осовременување на оние пластеници холандиски и така натаму. Денес ќе кажеме точно за тие основни принципи за успешно пластеничко производство. Ние мора да кажеме од недостатокот на онаа трајна стратегија по однос на тоа да земјоделскиот производител и аграрот биде во жижата на сите работи во државата, ние мора да сватиме дека на аграрот треба да му се посвети поголемо внимание. А од тоа Струмичко, Гевгелиско, Валадовскиот, Богданскиот регион, Радовишкиот до Штип, имаме навистина клима која заслужува внимание и која на пластеничкото производство со дел од оние геотермални води кои ги имаме, можеме да бидеме добри производители на храна за европскиот пазар. И ние мора, еве со еден таков прилог од едукативен карактер, да се вратиме на една вистина, иако ја знаеме целата ситуација каква е, во тој наш аграр, кога е тој на еден начин девалвиран по однос на производството и сите оние сегменти кои треба да бидат во центарот на нештата, ние ќе кажеме за принципите за успешно одградување на пластеничко производство. Јас тргнувам од она основна
почетна фаза каде што одредено земјоделско семејство ќе подига пластеници. И за мене има луѓе кои се консултираат и сето тоа, тие имаат своји површини со различен тип на почва, различна експозиција, различна инклинација и велат, фамилијата решивме таа и таа нива ќе ни биде пластеници. Тоа е тотално погрешна работа. Значи, од тој голем недостаток во државата на стратегија за развој на аграрот, од почитување на науката и нејзина апликација во производството, ние имаме големи промашувања и штети, од што дежурен виновник е производителот. Зошто? Затоа што кога ќе кажеме дека треба да се подигаат пластеници, ние мора да знаеме дека тука има одредени принципи кои треба да се почитуваат. Значи, површини со добар избор, со осветлена експозиција на површините каде што може да се подигне пластеник кој ќе ги има сончевите часови, кој ќе има добар тип на почва, кој ќе ги има сите пред услови за да се добие квалитетно пластеничко производство. Наместо тоа, тука се прават одредени слободни видувања и градба. Решил тука, професоре, ке имам тука пластеници. А кој тип на почва има? Нема анализа на почва. Значи, другите критериуми, нема осветлување, има некои лоши моменти каде што пластеничкото производство не може да биде како што треба да биде. И тука тој избор на такви добро осветлени и со добра експозиција површини кои има убава градинарска почва, тоа е еден од главните адути за подигање квалитетно на производството кое го сакаме. Освен тоа, голем дел од производителите не внимаваат на тоа дека на таквите површини, тука Бориевскиот дел во Струмичко, да кажеме, имаат собствени артерски бунари со квалитетна вода и имаат и добро производство. Значи, со одредување на местото треба да имаме ние веќе обезбеденост на тие површини со квалитетна вода за наводнување. Што сегде не е случај и голем дел производители пропаѓаат со производството токму од тоа. И морам да кажам, бидејќи оваа година имавме еден подол сушен период, каде што артерските води отидоа многу длабоко и голем дел пластеници кои редовно наводнува од тие бунари, водата секна и тука имаше губиток голем на краставицата, која 98% е во нејзиниот состав со вода. Значи, имаше големи штети по самото производство. И така, како еден од факторите за успешно одгледување на сите градинарски култури во пластеничкото производство, па и цвеќарството, водата е фактор број 1, бидејќи во скоро цела растителност водата учествува со над 70, 80 и 90% во самиот циклус на развој на растенијата. И затоа
неопходноста од квалитетна вода е фактор значаен од тие принципи за успешно одгледување на пластеничкото производство. Самото поставување на пластениците. Голем дел од производителите како им одговара на нивото, така ќе го постават. Не да ја видат да го видат смерот на ветерот, експозицијата, инклинацијата и кој е тоа нормално проветрување на пластениците, да нема заглушување и покасно појави на одредени штетни болести, како што фикомицетните гаги, секој сабајле вика имам роса во пластеникот, бидејќи нема проветрување. Ветрот удара од ова страна, а пластеникот му е поставен так. Значи, тука има многу финеси кои одлучуваат од практично стручен аспект како да се постави еден квалитетен пластеник. Говорам за онаа наша, се уште екстензивна постава на пластеници, бидејќи во Холандија веќе има блокови по хектари површини кои се со клима уреѓаи и со сите тие нишани за кое нешто ние ќе почекаме уште доста долго време. Што е важно и најважно од онаа моје практично видување за земјоделските производители? Тоа се и практикува, што е многу интересно. Секоја земјоделска фамилија има одреден пластеник во кој се одгледува расад од производството. Тоа е викаме мајката. Тука, за добивање на квалитетен, добро ожилен и здравствен расад, кој ќе одговара покасно, тука неопходно е да бидат запазени сите хигиено-технички мерки, што е многу значајно, многу значајно за успешно одгледување. И, значи, одредувањето на таквите површини, на таквите пластеници, е точно тоа да во него биде квалитетна градинарска почва, да во него има вградено термометар, влагомер и сите оние суштински работи за квалитетно одгледување на расадот. И што е најважно, реков, градинарска почва, каде што секое растение тука во расадопроизводството, во мајката, треба да оформи квалитетна жила, треба да биде здравствено добро, да бележи добар напредок пред цветалење, да тек тогаш излезе на стално место. А тука многу важно е да секое утро, е важен принцип, да секое утро да имаме редовна контрола и преглед на растенијата. И, што е најважно, да тоа се секогаш будно следи и превентивно заштити. Значи, да се спречи било која болест, дали тоа питиум, дали тоа ризоктонија, дали дошла вошка, дали дошла трип, да производителот кога го види тоа, тек тогаш почнува да зима мерки, па дупла доза става, па го изгоре врвот, па прави се и се што. Значи, тоа наше што го принципијално препорачуваме како стручњак од таа област. Секое утро важен утрински преглед на производителот, фамилијата, да ги види растенијата и штом примети првична појава на питиум, првична појава на
слаб развој, првична појава на штетен инсект, тој е должен да се поврза со стручно лице за да ја санкционира состојбата во пластеникот. Бидејќи за само ден-два може да се прошири и тој да изгуби од 10.000, 20.000 семки, 5 или 10.000 семки, и од кога ги изгуби, тогаш вика професоре што да правам. И затоа ние збориме превентивно, секое утро, прегледување на растенијата и редовна превентивна заштита, што значи многу по однос на успешното производство. Обезбеденоста, кога веќе излеземе на стално место. Обезбеденоста на метеоинструментите се основен услов за следливоста на условите за развој во пластеникот. И предрасадувањето на стално место од мајката, голем дел од производители обработат, расадат и тек тогаш дали треба да ставам ѓубре или не треба да ставам ѓубре. Тоа е тотална грешка, што е и цел на оваа едукативна емисија. При формирање на пластеникот, обработката на почвата се прави квалитетно, со градинарска почва рековме, и се зима агрохемиска анализа за состојбата на хранливите вредности во почвата. И кога тоа го имаме, со обработката на почвата се дава комплетно ѓубрење. Тука ако е полетни почва се доаѓаат и зеолитите како додаток по однос на одржувачи на влага, бидејќи потоа во пластениците доаѓа многу високи температури, а зеолитот ја држи влагата и го одржува растението да биде со кондиција и да се добро развива. Значи, со еден збор, тоа е неопходно да ја имаме, ја следиме хранителната вредност во пластеникот, кој нешто значи сигурност во добивање на добри приноси. Зашто? Затоа што во почвата, доколку имаме хармоничен однос со макро и микроелементи, ние веќе имаме еден навистина адут да очекуваме да секоја одгледувана култура, без разлика дали е тоа краставица, дали е тоа домата, дали е тоа пиперка, да го даде генетскиот потенцијал, бидејќи кореновиот систем, кој кај мајката е добро одгледан и добро развиен, со добрата обработка на почвата и добрата охранетост на таа храна, составањето на системот капка по капка, ние имаме веќе еден фантастичен однос за развој, чаталење, значи на пиперот, да кажеме, негово нормално цветење, нормално плодоносење и така натаму. Или на доматите, краставиците и така натаму. Сето тоа е фактор број 1, што производителот треба да го знае, да биде едуциран и што? Која количина на вода, на храна, одма по расадувањето, треба да се даде, тоа ќе го каже агрохемиската анализа и ќе го кажат условите, постојките услови на во моментот. Секогаш знаеме дека една од многу и најважните оперативни работи во градинарството и во одгледувањето на пластеничкото производство, наводнувањето одигрува многу важна улога. Таа околност што ја имаме
да имаме веќе еден навистина напреден систем капка по капка, кој навистина овозможува да растението секогаш има достаточно вода со хранителни својства кои утврдува тестот или анализата на почвата, да тоа веќе на еден начин тоа растение бележи интензивен развој, бележи квалитетно плодоносење и дава резултати што ги посакува земјоделскиот производител. Еве, тие се важни мерки каде што реков за наводнувањето и прехранувањето и утрински секојдневни прегледи на насадот, што значи да насадот биде заштитен од непожелни лисни вошки, чинители кои може да дојдат, а кои може да се органолептички утврдат и тогаш производителот врши таа заштита која треба секогаш да биде превентивна и секогаш во попладневните часови, бидејќи во текот на денот се ствараат услови со високи температури и фитотоксичност на појава на некакви препарати. А наводнувањата секогаш треба да се вршат во утринските часови, а прскањата во попладневните часови. Тоа е една од важните работи кои производителите, голем дел од нив кои се во контакт со мене, добро го знаат, добро го спроведуваат и добиваат добри резултати. Тоа се воглавно оние основни принципи за успешно добивање на квалитетно пластеничко производство во наши услови. Тоа го зборам во наши услови затоа што уште сме многу назад, за разлика од Холандија, каде што има блокови по кој знае колку хектари со сите квалитетни оние најнови техники за одгледување на градинарските култури. Но јас се надевам дека во времето кое е пред нас ние ќе имаме скок чекор напред кон производство на храна и да ги искористиме оние услови кои ни се дадени, тоа се број на сончеви часови, тип на почва, за да добиме квалитетно производство кој ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Го погледнавме прилогот на мощна значајна тема за овој период, а тоа е принципите при подигање на пластеници. Еве да резимираме, каков е интересот оваа година или оваа сезона? Во една од претходните емисии ние дадовме за овие соопшти принципи за подигање на долгогодишни насади. Што за Кавадарци, Кавадаречко, Неготинско, Велешко многу значи, па и за другите региони. Каде може да се подигне винова лоза? Каде праска, каде кајсија, каде... Сега, сите тие принципи од расторот на Југославија во Република Македонија не постојат. Оставено е индивидуалниот производител, има своји површини, професоре, тука ќе подигнам пластеник. Типот на почва не одговара. Бидејќи сепак во пластеничко производство се одгледуваат пред овие градинарски култури. А градинарски култури треба да имаат градинарска почва. Но тој му текнало тука ќе правам тоа. Која страна, како ќе се постави пластеникот, уопште не е важно за него. А тие се се важни моменти за успех во тоа производство. Или пак до реката, блиску моје тука ќе можем да вадам. Иако тој ако зедеме убава површина, ќе си извади своја пумпа, свој бунар и ќе си има собствена вода и ќе се наводнува со системот капка по капка и така. Сите тие финеси, наместо институциите кои зимаат од буџетот средства, да го тоа верзираат и да секој земјоделски производител да му кажат кој сака да подига пластеничко производство, ќе се консултира со стручните лица во таа институција, која
експозиција, кој тип почва треба да биде, како да бидат поставени, бидејќи дел од тие статични пластеници по 5-6 години се на едно место. Како да не се оде со монокултурно одгледување. Ред други работи. Но за тоа нешто ние имаме едно наше видување токму во тоа што рековте, за тие основни принципи што треба да ги почитуваат. Да, веќе гледачите слушна и погледаа во прилогот. Сето тоа е една појдовна основа како земјоделскиот производител не своје главо да оди, да мисли дека знае, него нека ја користи науката и струката за подобар принос, поквалитетен принос. За тоа што тој ја плаќа од буџетот тие институции во Скопје, факултети, институции, тие зимат пари од буџетот, не зимат од друго место. Тоа е од грбот на народот. Ако е тоа така, тие институции и тие служби за унапредување на земјоделие и така натаму, сите тие треба да бидат во функција на начин како да му се помогне на производителот да произведува прво за познат купувач, што државата треба да му гарантира, произведи го тоа, ќе ти го откупиме по позната цена и тој ќе производи поголема количина и поголем квалитет. Тоа го нема. Таа конекција ја нема и тука производителот обезглавен ќе произведе нешто. Еве сега гледам минав кај Јосифово, имат од есената зимската зелка уште. Катастрофа со цената. Бидејќи кога има количини, трговецот гледа од има количини, има забрање и тој кроти. И производител вика, ако не ја оберам за 3-4 ден, ќе испука. Да, и после не применлива. И тој го начека 5 денара, 4 денара, 15 денара, 20 денара. Нема константа и честит пристап, а тука државата со органите треба да функционира. Инспекторите, заедно со службите, заедно со трговската сфера, производителот да биде господин производител за нив, а не да го гледат под око кога е на мака, да му го земат производството што поевтино и тој од тоа страда и од тоа младите велат јас не одам да бидам жртва за такви постапки. Таквото нешто јас мислам дека ден порано треба да се промени, но зна државата им недостасуваат визионери по однос на движењето на Република Македонија и кон Европската заедница и кон собственото производство кон кое треба да се обрне. Затоа што сите влади кога дојдат, денек на тие предизборни кампањи Европа. Не, ќе се обрнеш нашето производство каде е. Нашите површини како се обработуваат, кој ги обработува и колку се. Затоа немаме никаква контрола и затоа таа обезглавеност која има земјоделскиот производител води кон тоа да земјоделското производство е точно до просечки стап во таа ситуација. Ви благодарам, професор. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Благодарам за времето и вниманието. Имајте секое добро.